Казна затвор во трајање од 40 години за убиецот на родителите и сестрата на сопругата Тони Станоев од Кавадарци. Ова е пресудата која денеска му ја изрече основниот суд во Велес. Виновен е за трите кривични дела убиство кои ги сторил на начин опишан во обвинителниот акт. Семејството на оштетените незадоволно и револтирано од ваквата пресуда. Роднините велат дека од денот кога се случи убиството живеат во страв и се чувствуваат крајно небезбедни. Тек денеска видовме какво судство имаме и се прашам што требаше да направи Тони Стојановски, уште кого требаше да го убие за да биде доживотно казнет. Тоа е моето прашање кон судството и кон сите кои се бават со оваа проблематика. Револтирани сте од ваквата пресуда? Премногу сум револтирана за тоа што начинот на кој што беа убиени, начинот на кој што беа малтретирани цели 5 години, никој не го зема у обзир. Него за Тони се бараш олесителна околност. Станоев, ниту неговиот адвокат, денеска не присуствуваа во судот за да ја слушнат одлуката. Адвокатот на семејството пак рече дека очекувале казна до животен затвор. Затоа ваквата одлука ќе ја обжалат во законски предвидениот рок. Болката на семејството ќе трае вечно, жалоста вечно. Меѓутоа, сметаме дека правните институции во втор степен ќе изменат оваа пресуда и сметаме дека ќе се донесе пресуда која што заслужува обвинетиот денес осудениот. Одбраната на Станоев во текот на целиот судски процес тврдеше дека тој е психички нестабилен. На ваквата состојба, според адвокатот, на Станоев му влијаело учеството во војниот конфликт во 2001 и разводот со сопругата. Но психијатриската експертиза на вештаците го тврдеше спротивното, а докторите констатирале дека Тони Станоев бил пресметлив кога ги извршил трите убиства. На 9 ноември минатата година Станоев со пиштол смртно ги застрела родителите и сестрата на неговата сопруга во семејната куќа пошто побегна. Полицијата 2 дена подоцна го уапсика и гробиштата во Кавадарци.